Здраво и добредојдовте на новата епизода на мојот подкаст. Денешната епизода сакам да споделам, односно да зборувам многу за моќта на групната поддршка. Ова е нешто кое што буквално знае да биде катализатор или еден катапулт кој што помага во личната трансформација и како поминува времето, како поминуваат годините, како поминува моето искуство низ работата, само се повеќе и повеќе сваќам колку е важно токму групната поддршка, групата и онаа моќ која што ја носи групната работа на себе. Групната работа на себе може да биде различна. Што точно значи групна поддршка? Групна поддршка всушност значи едно место, односно простор каде што одредена група на луѓе кои што се поддржуваат едни со други, влегуваат заедно во простор на споделена цел, односно креираат место каде што постои една колективна енергија и мудрост. Мислам дека ова е едно, да кажам, простор или групата е нешто кое што доколку не сте го доживеале, многу тешко може да се разбере. Оној кој што влегол во група, оној кој што почувствувал тоа дека сите имаме иста цел, дека сите одиме кон нешто исто, мислам дека најдобро ќе може да ја разбере и оваа епизода. Ако сте спортувале некогаш тимски спортови, може би таму најмногу може да го доживеете тоа чувство, кога сите заедно се бодрите, кога сите сакате заедно да победите, кога го има онајде заедно можеме и така натаму, и тоа е една огромна поддршка која што постои. Меѓутоа, овде не зборувам само за таква поддршка, овде зборувам некако за една симфонија на споделени искуства и перспективи кои што може да резонираат со вас и може да ви помогнат да скокнете на еден нов левел, на едно ново ниво погоре, самото тоа што сте член од одредена група. Нешто кое што мислам дека и најмногу за мене било трансформативно, а тоа е кога јас на почетокот сум почнала да бидам во група како ученик, ајде така ќе го донесам како ученик во гешталт психотерапијата. Првите, односно 4 години се работи во група и првата година баш е некако интересна, моќна, поддржувачка, освестувачка, затоа што првата година повеќе некако се работи со внатрешни процеси, со споделување, таа е повеќе во функција на личен раст и развој, односно првите две се повеќе во функција на личен раст и развој. И оно што го памтам уште од кога почнав е колку всушност моќта на споделувањето внатре, кога ќе видиш дека има некој друг кој што поминал низ нешто слично, нешто исто, нешто кое што не носи таа емоција, кога постои една поддршка, еден фидбек, едно вмрежување, тоа е нешто кое што толку многу помага, што не можам да ви го опишам, а од друга страна пак, исто така кога ќе видиш нешто се поминале другите личности и што се научиле од тоа, не мора да го поминеш истото искуство за да научиш нешто ново и да стекнеш некоја голема мудрост. И оно што се случува во тераписките групи, динамиката е многу интересна, таа е еден процес и некако е многу уникатно, затоа што тоа е уникатна средина која што помага да се исцелиме и да растеме. Но групната поддршка не се добива само во тераписка група. Групната поддршка се добива и на различни програми, се добива на различни простори кои што сега се повеќе и повеќе се присутни и се нудат. Например, јас сум дел од групна поддршка за лидери, која што мене многу ми помага и која што многу ме поддржувам, затоа што сум обкружена сум со личности кои што се на некое слично патување, кои што имаат различна визија и цел, меѓутоа пак се тука за да се поддржат. На некој начин целта која што имаме во групата е иста, да развиваме лидерски вештини, да го проучуваме нашето место на авторитет и така натаму, да се развиваме и да се поддржуваме едни со други во оваа приказна. Исто така сум во група која што е и супервизиска и често сум во група на одредени програми. Во овој момент, баш во овој месец, некако тоа ми е ставено на пауза и најверојатно оваа година нема да сум премногу
активна во некоја таква група, меѓутоа сум активна во нешто друго. Често сум члени во некоја бизнес група, доколку нешто работам кое што е важно за мојот развој. Оно што сакам да го донесам е дека групата, групната поддршка и друштвото кое што може да го имаме, доколку е некако однос кој што го храниме, кој што ни прија, кој што е добар за нас, исто така може да го има тој бенефит. Најчесто, онаа различноста која што се наоѓа во групата, тоа е на таписерија, на би кажала на фидбек, на огледала, на инсайтс, некои што ги имаат другите, знае да биде многу трансформативно. И затоа во групен сетинг индивидуата може да сведочи исти или различни, тотално различни или слични или патувања, каде што почнува полека да негуваме чувство на припадност. И тука се намалува оно чувство на изолација, на изолираност кој што многу често го имаме. Чувството на припадност ни е многу важно. Затоа личности кога ќе се одселат, кога се некаде далеку, кога имаат токсична семејна средина, многу им е важно да имаат чувство на припадност. На сите ни е важно чувството на припадност. Сушно чувството на припадност е една од примарните над физиолошките потреби што ги имаме. Важно ни е да припаѓаме, да имаме сигурност. И затоа еден простор кој што може многу да ви помогне и многу некако да ве насочи кон тоа како или каде е токму групната поддршка, затоа што во група, во одредена група, во одреден програм, во одредена тераписка можеби група, можеби програм група, можеби група за некоја поддршка и така натаму, вие сакале или некеле ко креирате со останатите личности и сите имате една потреба да припаѓате и ако креирате таа припадност. Ако ние не припаѓаме, ако имаме чувство дека не припаѓаме, многу често тоа е нешто кое што го чувствуваме и затоа и некако бараме истомисленици, луѓе кои што делат вредности како нашите и така натаму, ние се чувствуваме несигурно, нестабилно, изолирано, анксиозно и тоа е едно многу самено место каде што сме сами, каде што мораме да бидеме силни, каде што немаме кој да ни подаде рака, кој да не поддржи, кој да не развесели, да не мотивира, да не пофали и навистина некако во нас се буди еден страв, затоа што ако одиме наназад, ако не припаѓаш на племето, најверојатно ќе угинеш, односно нема да можеш да преживееш. А изолацијата, дефинитивно, која е поминал и која е чувствувал, тук му знае колку е тешка. И што е на кое што е најмокно во групата? Всушност во групата може би едно од најмокните работи е кога се споделуваат приказни. Кога ние споделуваме нашата приказна, тоа е толку моќен начин да се конектираме, затоа што ние успеваме да бидеме во склад и со нашата рандливост, и рандливоста е онаа која што не поврзува. Членовите на групата често наоѓаат начин да инспирираат, да разберат дека не се сами во своите тешкоти или во своите аспирации и желби, не се сами во својата тага, не се сами во своите некои патерни шаблони кои што ги имаат и тоа е нешто кое што е многу моќно и секако нешто што е многу важно е во групата да се разбере дека секој има некој индивидуален пат, меѓутоа делиме иста како да кажам, го делиме можеби истиот конец со кој што испишуваме на таписерија во човечкото постоење. И сега ова е можеби така метафорично, меѓутоа на крајот на денот тоа е и поентата, дека ние некаде сме тука сите заедно, заедно правиме нешто за човештвото, заедно живееме во овој свет и делиме. Од нешто друго кое што е многу моќно и многу магично, тоа е она взаемна, да кажам, моќ која се јавува взаемна поддршка во групата на омоќување или empowerment. Не сум сигурна како да ова некако го донесам, меѓутоа јас многу често го користам токму англискиот збор empowerment, веројатно е нешто како моќ, кое што се чувствува, односно омоќување, каде што полека почнуваме баш да си бидеме како cheerleaders, како навивачки еден со друг и да си ги прославуваме нашите победи, нашите силни страни, нашите предизвици, како сме ги надминале, што е нешто кое што многу е тешко да се прави во надворешниот свет со личности со кои што не можеме да ја имаме, нели, истата цел или истата визија.
Она кое што исто така е клучен аспект е кога знаеме дека другите некако навиваат за нас, на некој начин се мотивираме и да останеме доследни, ајде така би рекла, доследни на нашите лични цели. Кога знаеме дека има некој што е тука, што сака да успееме, што на некој начин очекуван или нешто од нас, остануваме на таа патека, што секако е многу здраво, што не значи дека ако кажеме дека ни треба одмор, дека не можеме, дека нема да бидеме поддржани, меѓутоа групата на некој начин нема да дозволи да се лизнеме од патот. Исто така постојат различни групи, не во секоја група баш ова истото може да се кокреира, затоа е многу важен и тој етички кодекс и што е на кое што ќе се случува, да не се издаваат работите, да се кокреира на многу добра и сигурна средина, меѓутоа како може да добиеме најмногу, ајде би рекла, од групната поддршка е така што ќе бидеме активни учесници, ќе бидеме отворени за различности, за различни перспективи, да бидеме отворени да даваме, меѓутоа и да добиваме, да примаме поддршка. Тоа е нешто што е многу некако важно. Колку сме поотворени, колку повеќе даваме, толку повеќе примаме и тоа е една магија која што е неопислива. Затоа секој кој што некако има потреба да припаѓа, да се развива, да работи на себе, го поттикнувам и го поддржувам да создаде група на поддршка или да најде група на поддршка. Значи, ако не може да ја најде, тогаш може да ја создаде. Затоа што групата е важна, нормално да има некои слични вредности што ги делите и вие, а тоа не мора да е тераписка група, тоа не мора да е не знам каква група за личен раст и развој, тоа може да биде буквално клуб на читатели, каде што ќе си делите книги што сте ги прочитале, ќе се изборувате за некоја трансформација, свесност која што сте доживеале од книгата и така натаму. Затоа сите кои што имате потреба да припаѓате, да најдете нова група на луѓе, да не сте веќе изолирани, се соочувате со саменост, ве охрабрувам да барате групи, групни поддршки, личности кои што може да бидат тука со вас, да може да го имате тоа вмрежување, без разлика дали се тоа некои работилници, дали се програми, дали е book club, дали е тераписка некоја средба, дали е тоа теретана или некој клуб, да едноставно се отворите, да ја примите таа групна поддршка која што може многу да ве омоки, да ви помогне. И ова е една кратка епизода каде што само сакам да ја нагласам важноста на групата, на групната поддршка, на она кое што го носат останатите, затоа што ние не сме создадени да живееме сами како луѓе, нам не се потребни и другите луѓе. И самиот личен раст и развој е многу важно да некако запамтиме дека не е поентата да сето тоа го правиме сами. Не е поентата да се правиме сами. Ние не можеме да бидеме сами. Тоа го правиме во контакт со другите. И да, некој тврди, ама јас овој го можам сама, го правам сама, меѓутоа кога ќе видиме некако ќе се отвориме, ништо не правиме сами. Ние секогаш сме во корелација со другите. Тоа не значи дека треба зависиме од другите, меѓутоа да освестиме дека во овој свет индивидуализмот премногу се нагласува, а природата на човекот е колективност. Односно да живееме во групи, да имаме поддршка, да имаме истомисленици, да имаме луѓе околу нас кои што ќе бидат тука. Не мора. Можеме многу сами, ама не мораме се сами. Реалноста е дека па и не можеме се сами. Секогаш тука има некој на патот кој што е поддршка, кој што бил тука за нас, ако ништо друго доволно не повредил за да не поттикне да растеме и да се развиваме. Само сакам некако тука да освестиме колку е важна групата, другите луѓе, конекциите, да, конекцијата со себе како најважна и меѓутоа конекцијата со другите како доста убава поддршка и подлога за развој. И некако мислам дека дефинитивно групната поддршка е нешто кое што многу помага да се забрза развојот кај другите, да се забрза чувството на да се забрза одредено исцелување без разлика што е, сигурно сте виделе групи за откажување од алкохолизам или од некоја друга зависност, значи самата група поддршка дава и помага. И тоа е оној момент каде што некако не го правиме само за нас, го правиме за поголема добро, го правиме за другите, го правиме за општеството. И тоа е многу голема моќ. И затоа не бегајте од другите луѓе, не го правете ова сами, никогаш некако не толку многу форсирајте да работите, секогаш бидат сами, никој да не знае, да се криено и така натаму, туку напротив, отворете се да бидат отворено, споделено, да се мотивирате, да поддржувате, да ве поддржуваат, да тоа едноставно биде еден простор на многу силна моќ која што ја добивате токму и од контактот со другите личности.
Исто така, доколку сте присуствувале на одредена работилница, особено во живо, малку онлайн светот некако конекцијата ја губи, меѓутоа кога е во живо, сидете се на чувството, па ќе се запознаете со некој, па ќе разговарате, па ќе се гушнете, па ќе има и допир, ќе има некако една друго споделување кое што е многу мокно и токму затоа истото можеби можете да го слушнете на YouTube, да речеме што ќе го кажат на вебинарот, на семинарот, нели? Меѓутоа кога е на семинар, а не на вебинар, кога е во живо, кога не е онлайн, носи друга моќ, носи друг тип на конекција. Да, за жал, јас во живо многу ретко правам работилници, некојаш знаете да ми барате, меѓутоа некако во овој период не можам тоа да го правам, но дефинитивно има колеги кои што многу прават вакви работилници, кои што се во живо, каде што може да има вмрежување и вие можете да учествувате на нешто такво. Единствената групна поддршка реално која што јас ја нудам и ја даваме програмот асертивна, каде што има група на жени и се гледаме и во живо, третата група која што беше се видовме на 2 пати во живо и се уште се гледаат девојките, баш се убаво вмрежени, поклопени, затоа што сакале или не ние креираме таму на група на жени кои што имаат слични или исти вредности, меѓутоа единствено начин е тоа кое што некако јас го нудам како група и се како работилниците кои што ги правам, меѓутоа се онлайн и можеби не е толку многу силно вмрежувањето како на другото место. Но се надам дека понатаму здравје ќе има повеќе места каде што ќе можам да вложам, но онако што можам да го направам е дефинитивно само да ве поттикнам да барате групи, да барате простор каде што нема да сте сами, за да можете да си дозволите да растете и баш буквално да плетете една нова ваша приказна на личен раст и развој. Ви благодарам што останавте до крајот, имајте прекрасен остаток од денот и се слушаме во наредната епизода. Поздрав!